Од 15 октомври ќе важат нови пониски цени на лековите. До 70% паѓаат цените на 346 лекови. Ќе поевтини терапијата за кардиоваскуларни и респираторни заболувања, цитостатици, хормони и антибиотици. Бенефит ќе имаат пациентите со прележан инфаркт, кои за неопходниот лек кој не е на позитивната листа досега плаќаа по 1500 денари. Од 15 октомври, кога стапуваат на сила новите цени, ќе се издвојуваат по 996 денари. Само за овој лек годинешната заштета ќе биде околу 400.000 евра. Се намалуваат и цените на лековите за остеопороза и тоа за еден лек од 9130 денари, цената се намалува на 6841 денар, а има и за цитостатици, но и за пациенти кои користат лекови за чир на желудник. Од ова намалување на 346 лекови, 207 се генерички, а 139 иновативни. Намалувањето е во согласност со новата методологија за утврдување на цените, со која во февруари пониски цени добија 1299 лекови. Како ја оценувате одлуката на Министерството за здравство за намалување на цените на лековите? Мислам дека одлична работа да се намалат лековите во нашата држава и сепак тоа предонесува за доброто за старите. Убава идеја, ако помалуват, многу добро ќе биде. Треба да се намалат лековите. Има доста лекове, ефтини, ама има и поскапи. Средно, да речам средно. Сега не се погодува никош на никој. Компаниите кои се занимаваат со промет на лекови во текот на оваа недела ќе ги добијат цените. Досега ова е второ намалување и сега веќе 1636 лекови се со пониски цени. Заштедата со последното намалување на цените ќе биде над 3,5 милиони евра. Следното намалување по оваа методологија е предвидено за 15